Разговарам со сопругата на поранешниот министер Спиро Ристовски, господја Маја Ристовска. Господја Маја, каде е вашиот сопруг во моментов? Во моментов немам информација каде е мојот сопруг. Последните информации неофицијални кои што ги добивме од затворот, односно неофицијалните информации од затворот се дека он е во стационар, но понатаму сега имаме некои неофицијални информации дека всушност е пренесен во државната болница. Дали знаете што се случило во затворот денеска? Неофицијално, она што ние немаме се уште официјална понуда што се случило, знаеме дека е нападнат. Он заедно со поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски, додека биле на прошетка во слободниот дел, биле нападнати од две лица, притоа мојот сопруг е повреден, повредите кои што биле нанесени се тешки. Исто така со тешки повреди е и Милена Киевски. Со неговата сопруга исконтактиравте, каде е Јана Киевски сега во моментот? Моментално Јана Киевски е во воената болница и се прават невролошки испитувања и снимања со што би се констатирала каква е неговата состојба. Неофицијалните информации се дека и двајцата имаат повреди на главата. Да, и двајцата имаат повреди на главата, фрактура на носот, односно напукнатина на аркадата и веќе понатаму не знаеме какви потешки повреди има на однос на главата, бидејќи ударите биле воглавном во горниот дел во главата. Се плашите? Многу. За вас, за вашите деца? Се плашам за неговата безбедност, затоа што најмалку што очекува во овој период е да обезбедам спокој дека он е безбеден. Но доколку е нарушена безбедноста, ја навистина ги замолувам институциите да направат све што можат за да обезбедат неговата безбедност. Не се плашам за себе и за децата. Ние сме сепак тука и сме надвори, некако знаеме како да се справиме со сето ова, но навистина после ова денешното што се случи, јас сум силно загрижена за неговата безбедност и ги молам институциите да направат се што е во нивни рамки да се обезбеди безбедноста и барем да ни го вратат минимум спокојот доколку и воопшто можеме да го имаме. Дали вашиот сопруг е терорист? Во никој случај. Во никој случај луѓето кои што го познаваат, независно дали се од една политичка или од друга политичка опција, мојот сопруг бил политичар, но она што може да сите го знаат е дека он во никој случај не бил терорист. Ниту пак има таков профил, ниту пак може некому да му нанесе лош. Вие имате две деца? Две деца, да. Помалото дете е 4 години, а поголемото девојчето е 8 години. Прашуваат каде така? Да, прашуваат. И? Па сега за сега немам одговор кој да го дадам, уште мислам дека е рано и ги кажувам дека е на работа, но колку тоа би можело долго да трае, јас навистина не знам. Ќе се обратите до некои институции, дали се слушнавте со вашиот адвокат? Да, со адвокатите се слушнав, се движиме се уште во рамките на правото, односно адвокатите се тамо, ја чекам информации да знаеме финално што се случило, затоа што до сега јас немам конкретни информации, па согласно финалните информации, понатаму ќе видиме како ќе постапуваме во согласно со адвокатскиот тим. Верувате во правда и во правна држава? Многу верувам во правда и во правна држава. Многу верувам и верувам дека ќе се докаже правдата дека навистина не е тоа за кој што она обвинет.